Сите знаеме дека Македонија е земја на аналитичари, но малкумина знаат дека да се биде добар аналитичар воопшто не е едноставно. Со нас е политичкиот коментатор, аналитичар и дебатер, колегата Мартин 99. Мартин, ти си домаќин тука, па нема да ти велам добре дојде. Така е, Елена, јас секога се чувствувам многу убаво во нашето студио, а поготово кога сум покрај тебе. Ти благодарам. Добро да не те задржуваме, знам дека си во истражувачко-аналитичка фаза од животот, па кажи ни како изгледа еден ден на еден македонски аналитичар? Па вака сега, видете, за да може да се коментираат актуелните политички состојби, клучно е да се поседуваат информации од неколку различни извори. Абе, нема народот пари, бе. Нема кеш флоу. Се е исто, ништо не се дешава. Нека не лажат, бе. Знаеме сите што е работа, сакат без да ги бутнат се унатре и да им дадат Министерство за правда или Министерство за образование. Така. И што правиме бе джиги со прогресивниот персонален данок? Потоа веќе полека се спремам за емисијата и нели за студиото. И по пат на кај емисија почнувам да се фокусирам на настапот, ја срочувам во глава нели таа цела анализа, се концентрирам, да кажам. И добро, колата да не го продаваш, бе? Не бе, фамилиарната ми ова, не ми е за продавање. И за името вика не е за продавање, пак гледаш што го направија. Него шо браш ти тука, бе? Не, по Рамковен нешто не те викнаа на работа? Како Рамковен пати, како мене не ме интересира политика. Кај бе ти гледаш што прави бе твој данок, прогресивен данок 18% ќе уведува. Што е тоа, бе се? И што е, што е? Зошто се плаќа данок? Јас знам да плаќам, али да ти дава нешто. Што ми дава он? Здравство, катастрофа, школско, ужас, со патишта, матишта. Што е? Нека ми го зголеми данокот, али нека ми дава некоја услуга плюс, ме разбираш? Значи не е добро, викаш? Не е добро. Ке видиш, еве. И така што, еве ме сега овде. Денот ми обично ми завршува со дебатна емисија каде што разменуваме мислења и анализи. Така, Мартин, ти благодарам за ова опсежна анализа базирана на сигурни извори. Ти благодарам и тебе, Елена. Тебе, Ацо. Сега, пошто прилогов нешто не ми беше пресмешен, може ли јас да кажам еден виц? Може, после од јавната шпица. Останете со нас.